Новата епизода од Еден на еден започнува сега. Гледате Еден на еден сезона 8. Вечерашен гостин Ивана Чолаковска. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Зборуваме за убави работи. Значи, јас, дечки, од дете сум обожавател на Гинисовата книга на рекорди. Значи, сакам да читам за овие рекорди, бидејќи се стану луди, се многу интересни. Налетав на информација за дечко од Скопје, ова е вистина, што направил огромна штикла за во Гинис. Само не знам зошто се игнорираат некои други македонски рекорди за во Гинис. Например, зошто ги Иванов да не добие рекорд за најдолго чуван мандат, или Тамара Тодевска, тоа и како го има рекордот за вечно второ место на сите фестивали. Да. Гинисов рекорд. Тамара е толку многу посветена на оваа позиција, што дури и второ дете во фамилија. Браво, Тамара! Тоа е тој вице шампионски дух. Саше Политико пак исто држи рекорд. Да, тој има рекорд за најмногу добиени шамари во кариерата. На камера. Оваа бројка е толку висока што Саше добил понуда за соработка од една крема за шамари. Имено го побарале да им биде заштитно лице. Мелита веќе долго време држи страшен рекорд со објавено во просек по едно селфи на минута. Но ова за неја е остварливо затоа што, не знам дали знаете, она не работи сама. Не, има навистина огромен тим еден во кој членуваат Мелита, Мелита втор профил, трет профил, Мелита пополнет профил и Мелита неофицијален профил. Пред некој ден бев на детски роден и се потресов, другари. Хаос, дерење, кубење, викање, кај да фатиш све се лепи. Нешто како кај мене во спална, всушност. Отприлика. Тоа е сам дечко без девојка. Ги гледам јас децата и си викам, чекај бе, какви биле па нашите познати личности кога биле деца? И екипата на еден дојде до ексклузивни информации токму на оваа тема. Направивме серија интервјуа со нивните татковци, мајки, браќа, сестри, баби, дедовци и го дознавме следното. Шекеринска научила да си го кажува презимето дури на 18 години. Викала веќе Уинка, Секединка. Мислам, добра, ма, кој има Ш, Қ и Р во исто презиме? Трауми се тоа. Откако станала полнолетна, секако овие три букви Ш, Қ и Р си ги издава сама на себе за 5000 евра. Дознавме дека Маленко првиот развод го имал во второ оделение. Наставничката по ОТП на Маленко, Бранка, одби да коментира. Интересно, најдовме, не најдовме ни еден, да, стварно бе, не најдовме ни еден човек што го памти Миленко без брада. Да, никој не се сеќава. Инаку малку познат факт е дека под брадата на Миленко е студиото каде снима Васко Ефтов. Зоран Заев како дете имал проблем. Долги години ме сечарал до странски амбасади и се уште не е целосно излечен. Кога го прашавме лично Зоран Заев што правел како мал, ни одговори: дајте луѓе да мислиме на иднината, не на минатото, и отиде на судење. Во Гитринанска никогаш се нема бањато гол. Ниту како бебе, ниту на плажа. Секогаш бил и е со црни малечки купачи. Тоа се инаку оние најскапи специјални купачи кои не се кинат никогаш. Како прашањата на Чомовски до гостите, се тегнат, ама не се кинат.
Драги гледачи, имам жолтен тарион, нане, маточина и корен од валеријан. Сега ќе направам нешто што ќе ви помогне кога сте под стрес и напнати. Ќе земам мојата магична марама, ќе ги покријам овие волшебни трефки. Ачири-бачири-бу. Чај од валеријан микс. За оние мигови кога ептен ти треба релаксација. Но тоа не е се, драги гледачи. За крај ќе направам дисчет на 100 денари. Некој од публика дали може да ми поземи 100 денари? Благодарам. Опа! Многу ми е кеф кога доаѓаат вакви луѓе. Значи, таа е буквално последната наша омилена македонска гордост. Зошто? Бидејќи го обиколи светот на мотор. Да, беше таму и ќе ни раскаже се за тоа. Кој е тука? Ивана Чолаковска! Браво! Добро дојде! Добро, најдобро. Како си? Супер, Ивана возбудена. Чолаковска! Кој беше на власт кога тргнавте? Не знам. Не пратам тоа. Не пратам. Не сум утек со власта. Бацели, колку време бевте фактички? Сена се. Патувањето почна во 2013. 2013. На почетокот на април и значи точно 4 години. Точно 4 години. Како Да. човек се решава на одам 4 години со мотор Без низ многу светот? размислување. Ти си Без многу рок-н-рол, планирање. многу си без добра, многу многу си закон. размислување. Твојот сопруг не зборува македонски, инаку е тука во нажалост. публиката, е така да можам слободно да кажам, леле, штета што си мажена, значи не знаеш. Не знаеш. Значи Така сакам ли? девојка како тебе. Не, добро. Не разбира, среќа не разбира. Со Ману сте заедно, ајде почнеме од тоа, па ќе Добре. се вратиме на, бидејќи вие сте заедно полого време, не. Да. Колку се на се 7-8 години? 8 години. Заедно сме 8 години, 24 сати секој ден. 24 сати. Дури се запознавате каде? Мислам, Ману не е македонец. Ману е шпанец од Севиља, се запознавме на Миконос. На Миконос. Си продававме вау. алкички на плажа. Ама онака рандом, ти од Македонија, тој Да, од таму и се да, среќавате да. на плажа. На плажа. Поминавме едно лето заедно, јас се вратив во Македонија да завршам факултет. Чекај, уште првата вечер се виде дека е тоа. Да, Имаше љубов на прв поглед. искри во очите? Да. Пивнавте малце поише? Пивце. We're talking only nice things about you. Yeah, okay. И така, значи, си се запознавате, си развивате симпатии, си завршувате на крај заедно, но што доаѓа кога завршува летото? Кога заврши летото се разделивме, како што кажав, јас се вратив дома за да завршам, имав само еден испит останато. Cool. Се вратив да го положам, пошто спука сигурно на јако. брзина. Уствари 2 пати го паднав и после на третиот пат отидов само го полагав и кажав готово, ако го положам, ако не ми е гајле, идам јас со Ману у Куба. Но, го И положи. мајка ми се јави, сум го положила, да, среќа, да. Прекрасно. Значи си одржувавте цело време контакт. Контакт, да, фактички. па 2 месеци бевме разделени. Ле, па Се ништо не е сретнавме трошко. во Куба и од Куба неразделни. веќе. Да, тоа да. Добро, кој е моторџијата во врскава прв? Никој. Што Ни збориш? јас ни Ману, Пред 8 години никој од вас не возеше? Не, никој. На Ману, да кажам, овој мотор му е прв мотор. Уствари, добро, имавме едно патување во Индија пред 6-7 години, на почетокот, со еден стар мотор Royal Enfield, ама Ману у тој момент немаше возачка дозвола, немаше никакво искуство, патувавме со апостолки, со шорци, без кациги. Ја свртевме цела Индија од север до југ. Како стигнавте до Индија со авион? Да, до Индија со авион, И во од Индија таму мотор од земавте? таму купивме од Нью Дели еден стар мотор. Купивте онака на улица како купа мотор. Стар Како мотор сте cool. од 70-тите. Царен, И почнеме да возиме и ни се дешава ептен интересни работи по пат и плюс Као сретнавме најинтересна една?
Секој ден, значи у еден момент почна не стававме улје у моторот, не ни проверувавме и Добро. се расипа цел мотор, значи откажа скроз моторот. И застанам у едно село кај што нема туристика, што нема никој. И не зема бабула, еден човек со неговата фамилија. Бабула? Бабула се викаше, да. Личи како мудар човек. Бабула. Добро, не баш. Не зема кај него дома и ништо ни спремија тука храна и седевме кај него една недела додека се поправаше моторот. Најс. Една недела поправавте мотор? Да, и... Очигледно не сте знаеле да поправате мотор. И од што му беше ептен кејф дека сме му гости, Добро. го хранеше ману со рака, ептен поштовање и така. Мислам, Тоа е имаше- ултимативното поштовање Да, во Индија, да, инаку да. кога ве хранат со рака, да си знаете. значи да си знаете. Ако е, значи тоа е Да, тоа е врвот. врвот, да. Да. Не, имавме многу интересни моменти на тоа патување и од таму ни дојде идејата, Аха. пошто запознавме многу луѓе кои што патуваа со точак, со кола, као подолго низ Европа, низ Азија. И тие не инспирира, не мотивира као зашо да не патуваме и ние со мотор околу свет, се вративме, купивме мотор, Ману полагаше за возачка за мотор и ништо го земавме моторот и после една недела тргнавме на пат околу свет. Тоа беше тргањето? Тоа беше тргањето Леле. од Шпанија тргнавме. Имавте план? Не, немавме никаков план. Само И тргаме, за тоа одиме. уствари испадна најубаво патувањето, затоа што воопшто не планиравме. Тргнавме и до кај стигнеме. И до кај Пошто- стигнавте? До тука, назад. До Го тука, свртевме вака цел направите. свет, да. Оеле, човече. Добро, сигурно се случува, гарант има некои предели кај што е невозможно да возиш мотор. Така? Од типот, не знам, планиништа, некои високи Па или... да, ама имаше многу тешки патишта кои меѓутоа ги поминавме. Не беше лесно. Најтешко беше во Таџикистан. Добро. Во 2013 година, на почетокот, на самиот почеток од патувањето, каде што ги поминувавме, тие се као фамилија на Хималаите планини, помеѓу Таџикистан, Авганистан. Мајка планина, дете планина, татко. Значи, планините се 8000 метри надморска височина, ама патот води до 5000 метри надморска височина. Значи вие на 5000 Не возите. затече зима, снег, мразови, ветрови, минус Добро, која 20 температура? степени. Ау. И таму поминавме нај ризично, најтешко. Не си реков тебе налет све. Ја си реков плаче, викам готово, не ќам више, имаме таму некои видеа. Може луѓето ги виделе, кај што плачам и кај што сакам да се откажам, ама после тој момент, значи кога ќе поминеш тие моменти најтешки, онака се чувствуваш горд и силен и си викаш еј чим ова го поминав, можам све. Точно, да. И Како се викаше продолжуваш. местото во Таџикистан? Планината се вика Памир. Памир, значи кога Да. Памир го помина, Све се можеш ќе да помина. поминеш. Во зима, Вау. на 15 ноември, минус 20 степени, Браво, снег и царе. мраз. Браво, царе. Обратно, некој место кој што пукало жешко, Уф, да. еден тон место. Па значи ја поминавме Сахара, Леле. поминавме Веќе оние Дакар релито. Азија поминавме За Азија кои степени беше збориме? Као 40-50? 40-50, пустина во Гуахира, пустината во Колумбија беше 50 степени. Таму, значи неистрпливо, треба цело време да пиеш вода, се потиша, ние цело време сме со јакни за Добри, на мотор. моторов издржува све ова? Па моторот издржа на крај. Со двајца луѓе, со цел багаж и на крај издржа моторот. А најинтересно од све е што на Ману му е прв мотор, добро, втор мотор, ама прв од овој тип на мотор, Так. поголема цилиндража. Прв оној индискиот, кршат. Да, тој кршат, да, тој као скутерче, помалечок беше. Ама, значи Ману не се разбира ништо од механика, ништо, не знае да смени ни една гума. Ти си експерт? Не. Ма добро, ја барем малце повише се интересирам Окей. кога го поправаат, прашувам повише, он не се не интересира и значи имавме голема среќа што не остави ни еднаш на некое место. Браво за моторот. Да, браво за моторот, добар. А низ Африка, има некои предели низ Африка кои што се опасни, да речем. Знаеш, Египет имаше востание, револуции. Египет ни беше последна дестинација од Африка, пред да се вратиме дома. Добро. И беше навистина малку Страшничко, напорно, страшничко, затоа што од Судан влеговме во Египет и полицијата не ни дозволуваше да патуваме сами, значи патувавме цело време во придружба на полиција со пушки. Вау. И така се до Кајро.
Значи Сте биле као Киро Глигоров човече. цело време, значи на секој 25 километри се менува на колите, значи 25 километри со една полициска кола, доаѓа друга, се враќа првата и Тоа ти прави да се чувствуваш посигурно или Па понесигурно? тоа, значи јас не се чувствував баш посигурно, пошто на почетокот ми беше страв со пушки, сите на нога стануваат кога ќе помине полициската кола. Значи бевме цело време заштитени, не прашуваа навечер каде ќе спиете, кој хотел, ние пошто не спиеме никош во хотели за време на цело патување, тоа ни се претвори како правило и викаме не, ќе кампуваме или не знам. 4 години кампувавте? Не, 4 години не кампувавме, нормално кампувавме многу, Малце кај бабула, малце кај така? Малце кај бабула, малце кај... Кој да е? Значи, кај многу луѓе дома спиевме. Спиевме будистички темплови, пожарникарни станици, значи кај ќе се снаме секој ден беше... Кај се наспа најубаво? А на почетокот ми беше тешко да се прилагодам секој ден да спиеш, пошто повеќето немаше на повеќето куќи кај што спиевме немаше кревет, се спиеше на земја. На почетокот ми беше тешко, ама после ми беше едно најубавите места за спиење и на мотор кога патуваш сега да спиеш убаво, пошто цел ден патуваш, уморен си, кога ќе стигнеш кај да легнеш, спиеш. А Ивана, кај се луѓето според тебе, онака кај те фасцинира како највесели, најрелаксирани? Ја мислам дека е Јужна Америка. Јужна Америка, да, најпозитивни, цело време музика, фудбал, цело време музика. Таму има као надпревар кој има поголеми звучници пред куќа и кој пушта погласно музика и колку сати повеќе може да истрпи, од 24 до 48 сати. И играње, пеење, пиење и така. Значи највесели. И во Азија беа доста позитивни луѓето. Таму по чил, без толку многу музики не и толку журкање. галама, да. Јужна Америка нај. Така. Што се треба да имаш на моторот за да тргнеш вака околу светот? Па не многу. Ние имавме кампинг, значи шатор, вреќи за спиење, мала кујничка. Што значи мала кујничка? Како решо некој нешто? Не, плинско. Лоло, добро. И некои шулички за кафе. Така. Еден пар фармерки, 2-3 блузички и неколку алатки за моторот. Толку. Значи не многу. Најхрабрите луѓе што сум ги сретнал. Со многу малку. Исто на почетокот е тешко да се прилагодиш, пошто девојче сакаш да си го влечеш секој ден нешто различно, ама после се прилагодуваш да живееш со многу малце. Сега како ти е кога си дома? Сега, па не знам, чудно, треба... Шминки? Не, шминки не. Не, готово. Се поздравиме со шминките. Да. Ако некој сега те слуша и вика, леле, колку добро звучи, сакам некојаш да го направам. Хипотетички, за нешто слично вакво, колку пари треба да има за да тргне онака од старт да има? Релативно, значи многу релативно прашање. Ние кога тргнавме на ова патување, тргнавме со многу малку, со ич. Меѓутоа... Ама не ни знаевте до кај ќе стигнете, така? Да, не знаевме. Идејата беше да тргнеме, до кај стигнеме, значи си понесовме со нас алатки за правење накид и на почетокот продававме накид, бидејќи на Миконос, како што кажав, тоа правевме, алпички ланчиња. И на тој начин, некој приходче. Меѓутоа, после почнавме да учиме различни работи, фотографии, презентации, говори, почнеме да пишуваме за списанија, значи за нашата приказна, што не плаќа исто така. Кој плати највеќе? Највеќе? Да. Па највеќе не плаќа од Америка и од Европа списањето. Кој е некој едно списание кој е најдобро? Кој? АДВ Мото, добро. Соло Мото. Не ги знам, мислам не. Претежно се списанија за поврзани со мотор и со патување. Да. Како што гледаш по мене, не ги знам тие списанија, нели? Ја не ги знаев. Ја не ги знаев. Супер, многу интересно, добро. Претпоставам си јадела полно работи за овие 4 години. Мислам, онака работи што никогаш не си ги пробала. Да. Имаше нека посебна храна што... За мене... На кој се сеќаваш? На мене најчудна храна, најневообичаена ми беше во Лаос, кога спиевме кај една фамилија дома, значи во едно селце. Кај бабуля? Не се шам, да. Значи, спиевме кај ни луѓе дома и као специјална вечера за нас, као специјални гости, пошто стално бевме специјални гости. Имаше пржени мравки, пржени скакулци, салата и ориз. Салатата од што? Салата од марле, нешто така. Добро, и? И ориз, некој леплив, што си правиш као топчиња,
правиш топче од ориз и ставаш мравки и јадеш. Како бомбици, што Како бомбици ги правиш, го врткаш оризот, го мешаш со мравки и јадеш. Добро, моментот не ми се јадат мравки. Ама супер, мислам, кога си кај луѓе дома на гости, тоа не чини се да му работи. кажеш, не бе, ние не јадеме Да. у Македонија мравки. Извини, не мравки чини- бе, да си ги Нека- јадеш сам. И тоа мравки такви црвени големи што си ги супер. собираше жената од дрво, значи ги собираат свежи. Жива. Жива и ги пржи и ги спрема и специјална вечера е. Ама викаат дека мравки е здраво да се јаде протеини. Абе, викаат ти полно други работи, ма. Така да не знам. Вау, многу добро. Тоа ми беше онака најчудно. Иначе на другите места па понормална храна. Ориз, граф. Така. Графче се изнајадовте. Да. Онака, така. Южна Подобар, Америка. искрено биди. Подобар е тој аргентинскиот или тетовскиот? Нема, знаеш, као тетовскиот нема. Тоа е Не, тоа. најискрено, ама имаме најдобра храна. Значи, Чекај, сериозно си ова? Не, најискрено, значи нема Нигде подобра нема храна од дома ти наша. како кај нас? Не. Не Нема, го кажеш ова искрено. само за политичка кариера. Не, озбилно, храната ни е најдобра. Па Тоа можам чувајте си ја да храната, што да речеме, не знам друго. после од све што прочитавме и што пробавме, најдобра храна Како има. дома стварно нема јадење. Нема. Пунето пиперче, мусака. После мравки што вика пајак се е убаво, да. Цели месец дена бевте кај една фамилија. Да. Така? Како се случи тоа? Јас Зашо- скршив ногата, имавме несреќа, значи паднавме од мотор и јас скршивме ногата, тоа се случи во Чиле, Како во паднавте, бе? Патагонија, бидејќи патувавме на еден многу познат пат за оние кои што се љубители на мотор или на точак, патување со точак или со мотор, Каретера Аустрал. Добро. Тој пат е значи земјен и е постојано врнежливо, влажно. Така. Така да ние патувавме, моторот, значи, заедно со мене, со Ману и со целиот багаж е вкупно 400 кила, што значи тежок. На земјен пат, Ману изгуби малце контрола, возевме многу споро и јас во тој момент, као сакав да го задржам моторот да не падне, ме чукнаа тие коферите и се скрши ногата. На тоа место кај што ја скршив ногата немаше болница, немаше доктор. Така да на првото место кај што имаше болница беше на 300-350 километри во тие кондиции на пат. Да. Така да до болницата стигнав после 3-4 дена А тие 3-4 со дена скршеница. не сакаш да Да, ги со памтиш. апчиња, за болки и слично. И стигнавме, значи ме оперира, ногата беше скршена многу, што мораше да се оперира, ми ставија 9 штрафа. Седам во болница 4 дена и после Ти тоа поише требаше... штрафови од моторот си имаш. И после болница требаше да најдеме место кај што ќе седам за месец, Домараш. месец и пол додека се опоравам. И Ману отиде во една институција таму као социјална да побара помош, некоја просторија да ни дадат да одмараме, пошто као што кажав, Бато, не гледи, спиеме жена ми, во... бато. И една жена го слушна приказната и не покани кај нејзе дома. Незината мајка се грижеше за мене као моја мајка, ми готвеше, секој ден ми вадеше постелата да ја вади тоа лошата енергија. Тие, знаеш, ме допираше за нога, правеше некои работи. Бале. Да оздравеш побрзо, да оздравеш и супер, со незе гледавме шпански серии, научив шпански јазик перфектно. Значи сега полесно ми иде. За толку кратко Да, време? за многу кратко, ама ептен интензивно браво. беше, за месец и пол научив шпански и сега зборам супер и значи тој момент со ногата звучи малце као лошо и несреќа сте имале, ама за мене беше еден од најдобрите моменти, пошто ја запознавме фамилијата, што сега ми се као моја фамилија и научив шпански, бевме на едно најубаво место, во тој момент добивме помош, спонзори, подобра опрема, браво. бидејќи претходно немавме опрема за на мотор, за тоа и уствари ја скршив ногата. Некој, ти си у Сантијаго, да речеме, кој знае каде. Некој сака да ве спонзорира. Како ве наоѓаат?
Па фирмава? преку нашата Facebook страна претежно не наоѓаат, пошто имаме Around Facebook Gaia. страна Around Gaia, каде што го објавуваме целото Так. патување преку фотографии, кратки текстчиња и Чекај, видеа. како објавувавте? Има 3G таму нешто, знаеш? Па не, значи ние немаме телефон за цело патување, за време на цело патување, немавме телефон, немавме интернет со нас нон-стоп, значи си наоѓаш Wi-Fi наоѓаш претежно по големите градови, не наоѓаш по тие најмалите села, пошто таму нема ни струја, ни ништо во многу од нив. Ама интернет, да, сега се наоѓа сегде интернет. Дури во Африка сите имаат смартфон, значи ќе видиш луѓе што Во Африка живеат. сите имаат смартфон. Сите имаат смартфон. О, не го Видиш, очекував. луѓе живеат во куќарка од кал, значи во многу скромни услови, ама имаат смартфон. Али си пичи новата песна не од знам. Дрейк. Вау! Да. Така да, сега има интернет сегде, се наоѓа. Следно, што после ово? Како, how do you top this, оно што викаат? Па има уште многу, само 55 земји видовме. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. I guess that can't get any 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 in. Same tall telling I'm your mason, saying you grinding but you ain't going nowhere. No, why you procrastinating, girl? You got a lot but you just waste all yourself. They'll forget your name soon, and will nobody be doing but yourself, yeah. Кога две нешта прават нешто уште подобро. Шоко Стови Флипс. Две од оливо. Витаминка.
Прочитај повеќе. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот, затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџибадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Најдоброто место за вашето здравје, Маврово, ве повикува на сонце и чист воздух, на дружење и смеа, на топол камин и планинска идила во хотелите Бистра, Спорт и Лодж, со почетна цена од само 25 евра по лице. Маврово за големи и мали. Ве очекуваме. Внимание! По повод 15-тиот роден ден на ДНК, со огромна чест ви го најавуваме големиот солистички концерт на најхаризматичното македонско поп R&B дуо. На 12 мај славиме сите заедно во Метрополис Арена. Па што сака нека биде. Билети во предпродажба преку продажната мрежа на МК Тикетс. Петок, 12 мај, Метрополис Арена, 21 часот. Зошто само ДНК знаат како. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Види вака, сум симнал апликација за диети, апликација за трчање, апликација за следење килограм. А всушност, на сите кои внимаваат за здрав живот и правилна исхрана, не им треба ни iPhone, ни iPod. Туку ајран. Вистински лек на микрофлората во дигестивниот систем. Мераци. Значи, ако некој сака да го повтори ова што ти го направи, мајка му ќе и бидем доста тешко. Нема слушање 4 години освен на Facebook. Да, само на Facebook. Вау! На Facebook Супер. слушање. Интернет слаб за Добро, камери, за пријатели, блиски луѓе твои на Ману, како реагираа на тоа? па не следа, позитивни коментари. Ве гледа на имавме Facebook, поддршка, така? Да. Океј, и тоа е тоа, да Тоа е речеме. тоа, тоа е тоа. Значи Иако- ние за тие 4 години ни еднаш не се вративме дома, Да. ниту пак нашите или некој од пријателите дојде на Добра, посети и кај што пишувате, бевме. пример, сега сте во лупам глупости, во Турција се случува некоја глупост, А, таму да, онака. значи, кога имаше некој несреќи, ако сме во Чиле, ако несреќата е на 5000 километри, оддалеченост, мајка ми пишува, леле Ивана, таму земјот Разваков имаше, викам, абе, мамо, јас сум 5000 километри, нема тука ништо, ние сме на плажа, уживаме. А, добро, ја гледам на вести, таму несреќа, да, се нормално, е нормално да се Така си плаши. е. А кога
префрлувате континент. Се фаќа траект или како се оди? Тоа ни беше една од најпроблематичните моменти од ова патување, значи и најскапо. Добро. Затоа што требаше секој пат моторот да го ставиме или на брод или во авион. Значи моторот во авион? Да, последниот пат го ставивме во авион. Да, ма работевме. Добро. Значи од Австралија до Јужна Америка го пративме со брод. Беше поевтино, ама требаше да го чекаме скоро 2 месеци, така да не се исплатеше. На крај, кога ќе видиш, тука ти се поклопуваат трошоците, чекање, без мотор, трошоци за јадење, за пиење, за све. И на крај го пративме од Америка, од Њујорк го пративме до Јоханесбург, до Јужна Африка, го пративме со авион. И од Египет, од Александрија, го пративме со брод повторно до Грција, до Атина. Александрија и Атина. Цела да е. Има ли македонци по светов? Па сретнав неколку. Да? Го сретнав Кили. Кили го виде во Еквадор? Во Еквадор, да. Му бевме на гости една недела. Браво! Шо прави Кили? Супер, на плажа, ужива. Браво! Да, супер му е на Кили, бевме на гости, пошто јас уствари видов дека се преселил, додека бевме на патување, бевме блиску. И му пиша порака и ми вика, леле, доаѓате, ве чекам. И отидовме и седаме кај нив една недела, кај Кили, со Самир и супер си поминавме. Други некој? Па сретнав, добро, во Австралија нормално има македонци еден куп. Така, и во Америка, сериозно ги има, така? Во Америка и во Канада сретнав македонци, да. Организиравме со нив некои презентации. Во Канада супер дечки. Да? Да. Имаше така ора... Не. Пристојна презентација, фотографии. Аби ора се пристојни? Да, и ти ора. Ти не си била да видиш како е убаво? Да, имавме презентација. Во црква ми ја правеа презентацијата. Стандард. Cool. Онака да Македонија experience. Да. Супер. Дали знаеше дека Трамп се кандидирал за председател? Да, знаев, таму бевме ние уствари у тој момент, пред изборите у Америка. Добро, значи во жижата бевте. Да, ама добро, уствари кога го избра, не бевме веќе. И знаеше кога го избра? Јас предпоставав дека ќе го изберам, пошто видов дека каква е ситуацијата, луѓето, да. Сите го сака. Така да мислам дека знаев. А кога дозна дека е председател? Кај бевме? Негде по пустини, онака? Не, имаше интересен, као ние хомлес, луѓе кои што живеат на улица. Добро. Имаше со плакатче, ако не ми даеш $1, ќе гласам за Трамп. Вау! Очигледно не му дале $1. Не му дале $1 на човекот и гласал. Да, имаше такви некои цело време фори што ги правеа луѓето за Трамп и Ептен беше популарен, така не ми текнува сега кај бевме кога го избра. Добро, не е битно. А македонска политика тотално 4 години ништо не знаеш. Така мислам не знаеш. Не знам, не пратам. Ништо. Не. Не ти ни треба да ти кажам право. Ништо не е сменато 20 години, не па 4. Не, тоа подалеку. Баш така. Не читам многу вести, не пратам, немаме телевизија, не гледаме, не пратам вести. Баш така. Како реагираше Ману на моментов што се враќате во Македонија, тоест доаѓате во Македонија како и да е и ве чека маса на луѓе? Јас знаев дека ќе има организација, ама не очекував некаква таква голема организација како што се деси. Значи Ранко Буамара направи чудо. Да, беше предобро. Ептен беше возбудливо, значи додека дојавме дента до границата, бевме онака као, окей, као секој ден стануваш, се пакуваш, возиме до граница, поминуваме, одиме дале. Поминуваме граница, као и секој обичен ден, ама кога ја поминавме границата, не чекам, можеби над 70 мотори на Богородица, на границата. Така. Од таму тргнавме заедно сите и ја викам, окей, стигнавме до Велес. Велес имаше пак околу 100 мотори кои што се придружија и после од сите помали градчиња од бензинските се приклучува скутери, значи све се до Скопје и од Скопје мислам дека биле околу 220 мотори. И беше Ептен
возбудливо. Ја и Ману никогаш немаме возено во такава група Да, као мотори, бегите од мене. малце беше леле сега како ќе кочиме имаме мотори да не се случи ништо, ама не супер испадна, Ептен добра Му беше организација. онакав филинг, така Да, доаѓаме со труби, македонско девојче и све. Ептен многу беше убаво. Браво, Ептен бевме браво, возбудени. браво за Ранко. Да, браво за Ранко, за Буамара и за моторџиите од мотоклуб Вепар, пошто Така они организира. Точно. Да, многу убаво. Сега, не знам, следно што после ова, онака, како, how do you top this, оно што викаат? Па има уште многу, само 55 земји видовме. Ау, браво. 6 континенти, значи континенти како континенти. Јадоха ни отишо сум отиден. Само Добро. 55, ама има уште многу да ги видиме. Така да сега малце ќе одмориме тука, се видиме со блиските, со фамилијата. Од тука ќе одиме во Шпанија да се види Ману со неговите. Така. И ќе повозиме малку околу Европа. И после да, нови планови. Сега Веќе екскурзија ви станува тоа. Да, сега мислам дека нема шанси да застанеме на едно место. Така, и значи се бараме спремате работа. за на Марс, претпоставувам. Па не знам. У ќе некоја од видиме. 10 наредни години. Не знам кај ќе видиме. Ние сме такви, без планови. Не планираме за далечна иднина, значи ние си живееме ден за ден и од денес за утре си планираме, така супер функционира на тој начин. Ова може да биде текст за песна. Ова дефинитивно може да биде текст за песна. Ивана Чолаковска, Ману ни е малце настинет. Ману е настина, да. Да, Ептен. не, ама го поздравуваме. She said just the worst kind of stuff, you know. Yeah, like Manu, like total, no, I can stand him 4 years, can you imagine? But, I mean, women, right? Manu Torres, Ивана Чолаковска. Ивана, good nature имаш чајчиња, обавезно да си се залечите, да го залечиш Ману, ке му треба. Витаминка имате тука. И Даниел Кристенсен кошула имаш за тебе. О, фала, ке ми треба, затоа што немам ништо. Треба. Ивана и Ману беа тука, аплауз за Ивана Чолаковска. Фала ти многу што да. Фала ти многу. Фала и на тебе. Враќаме на време за играта за публика. Да, играта за публика. Денес ќе играме фейк или реални наслови, значи лажни или реални наслови. Да, ова е играта Минута со Јангден. Да се представиме. Бојан И Никола. Бојан и Никола, одлично. Бојан и Никола, лажни или реални наслови. Значи, првиот што ќе сака да одговори, ние ќе поставиме еден наслов. Тој што ќе сака да одговори дали е лажен или реален, само нека крене рака и добива право да одговара. Првиот што ќе дојде до 3 поени, победува во играта. Ајде да видиме кој е првиот наслов. FBI не може да најде хакери за вработување. Сите се дрогираат. Лажен или реален? Лажен. Лажен? Ајде да видиме. Реален наслов. Ова е вистински наслов од македонските портали. Добро, тоа е тоа, 0 поени. Одиме следен наслов. Незиното деколте го побудали српскиот премиер. Никола? Не е лажен, вистински. Ова е вистински? Да. Да видиме. Но ова го измисливме ние самите. Имаат минус 7 поен. Ама добро. Ајде, има уште. Ставете ги прстите во оваа положба и ќе ви биде подобро, а килограмите ќе се топат. Чим има видео вистинско. Чим има видео вистинско е, вика Никола. Да, вистинско е. Ми се допаѓа дека чим има видео е вистинско, да, си знаеш ти, видиш? Еј, пазете дечки друг пат ова видео, знаете. Океј, одиме следно. Шабан со шокантна изјава. Уште не знам која затрудне керками. Никола? Лажно. Лажно? Не, ова е вистински наслов. Зарем ова не ти личи на Шабан? Ајде да видиме. Оваа глувонема баба знае кога ќе заврши светот. Имате право двајцата да кажете. Вистинско. Вистинско, ја мислам. Мислите дека е вистинско, а? Да видиме. Ова е лажен наслов. Ајде, одете. Ајде, Бојан и Никола на здраве. Јак дерче аплауз за дечките.
сакам мојот Ford S-Max Titanium, поради тоа што има огромен простор во кој што може да патуваат дури 7 луѓе. Еве баш пред една недела чисто однака на викенд отидовме ја, Жаре, Спасе, жените, а дури и Пепернин ги земавме. А на враќање имавме уште повеќе простор, бидејќи го заборавивме пајак за друго.